Почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта, почитувани градоначалници од регионот, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, оваа влада покажува како треба да се гради во државата. Тоа е најубаво може да се види преку изградбата на експресните патишта, но и на сите патни правци низ државата, посебно низ источниот регион. Изградбата на овој експресен пат Штип-Кочани, но и експресниот пат од Штип до Радовиш се пример како треба да се реализираат капиталните проекти низ државата. Денеска се наоѓаме на експресниот пат Штип-Кочани, поточно на делницата од Крупиште до Кочани. Ова е дел од експресниот пат со должина од 13,7 км, а инвестицијата е со вредност од 18,2 милиони евра. Или вкупната должина на целиот експресен пат Штип-Кочани е 28 км, за што инвестираме 37,3 милиони евра. Задоволни сме од фактот што граѓаните веќе ја возат првата делница од Штип до Крупиште по нов, модерен и безбеден пат. Со изградбата на овој експресен пат создаваме брза патна врска помеѓу источниот и централниот дел од државата, отвораме можност за влез на нови странски инвеститори, но и домашни инвеститори, за зголемување на работните места, но и за подобра комуникација помеѓу граѓаните. Со изградбата на овој експресен пат до Кочани го подобруваме животниот стандард на преку 170.000 граѓани од целиот источен плански регион. Создаваме поволни услови за развој и за регионално поврзување. Уште еден аспект од значењето на овој пат е зголемувањето на безбедноста во сообраќајот. Во овој момент имаме регионален пат што е доста искористен од патнички и од товарни возила, но и од земјоделска механизација. Изградбата на експресниот пат од Штип до Кочани нуди модерно решение, што верувам и убеден сум дека ќе придонесе за зголемување на безбедноста во сообраќајот, во споредба со сегашната патна врска, на која за жал ни се случуваат многу сообраќајни незгоди. Изградбата на патиштата е стратешки приоритет на кој остануваме цврсто и целосно посветени заради економскиот развој на овој регион, но и на целата држава. Само во овој момент низ територијата на целата држава градиме 110 км експресни патишта со инвестиција од 168 милиони евра. Истокот посебно повеќе не е слепо црево. Речи си да нема патна врска која не е рехабилитирана, реконструирана или на која што не се врши изградба на нов патен правец. Кога сме веќе тука, со директорот на јавното претпријатие за државни патишта и со градоначалниците, сакам да најавам дека и во завршна фаза е рехабилитацијата на патниот правец од Крупиште до Пробиштип. Исто така, никогаш не реконструиран од неговата изградба. Нашите заложби за развој на овој регион се видливи. Покрај експресните патишта што се градат, значително инвестираме и во гасификацијата, локалните улици и патишта, изградбата на канализации и водоводи и други капитални проекти кои што значат живот за граѓаните овде во државата. Сосема е јасно дека квалитетна инфраструктура има и има клучна улога за одржување на економскиот развој. Во овие услови на здравствена криза во државата, затоа ние како влада ќе продолжиме континуирано да го поттикнуваме развојот на сите плански региони и заеднички со општините да соработуваме за посилна економија и за подобар живот на сите граѓани. Ви благодарам. Почитуван министер за транспорт и врски господин Бошварски, почитувани градоначалници, почитувани медиуми. Со изградба на новиот експресен пат А3 Штип-Кочани со вкупна должина од 28 км обезбедуваме модерна, сигурна и безбедна врска со источниот регион. Како што знаете, изградбата е поделена на две фази. Штип-Крупиште во должина од 14,3 км, која што е завршена во 2020 година, и Крупиште-Кочани во должина од 13,75 км. За втората фаза, на која што сега вршиме увид на градежните работи, издвоивме средства во висина од 18,25 милиони евра, обезбедени од ЕБОР. Моменталниот статус со кој
не запознаа пред малку, изведувачот и надзорот е работа на армирано бетонско објекти, мостови и надпатници, обезбедување на материјал за коловозна конструкција и други земјени работи. Се наоѓаме толку кај местото каде што се гради мост на Злетовска река и тој е еден од 4 предвидени мостови. Предвидени се уште изградба на 2 клучки, клучка Кочани и клучка Спанчево, 2 подпатника и 3 надпатника. Патот ќе биде со висок квалитет на градба, вкупната ширина на експресниот пат е 11,4 метри, со 2 сообраќајни ленти од по 3,5 метри, 2 ленти за принудно застанување од по 2 метри и 2 рабни ленти од по 0,20 метри. Што значи дека овој патен правец ќе има 4 ленти по 2 коловозни и 2 ленти за застанување. Изведачот на градежните работи е Синохидро од Република Кина, а надзор е Пат Инвест Инженеринг АД од Софија, Република Бугарија. Овој нов патен правец започнува кај местото Три чешми во Штип и се надоврзува на веќе завршениот автопат Миладиновци Свети Николе Штип. Делницата Штип-Крупиште, кој е дел од овој експресен пат во изградба А3 Штип-Кочани, е во функција, односно може да се користи за сообраќај. Едната максимална брзина на движење на експресниот пат меѓу Штип и Кочани ќе биде 110 км на час. Планирана вредност на проектот е околу 40 милиони евра. За крај, би сакал да потенцирам дека овозможуваме брзо и современо поврзување помеѓу Штип и Кочани. Новиот експресен пат ќе им олесни на оние кои патуваат од Кочани за Скопје и обратно, бидејќи трасата на новиот пат минува надвор од населените места, со што ќе се намалат километрите и времетраењето на патување и најважно од се ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот. Ви благодарам.